За да ја сватите суштината на поимот еден месец, прашајте мајка на предвреме родено бебе, вели Сандеј Аделаја. Мајката што денеска е гостинка во Мама Визија, 2 пати едно по друго со многу мала разлика се породи со царски рез. И тоа ја прави царица помножено по 2 пати, вели таа во една прилика. Мајка на храбриот Лазар и борбената Ева. Хероината Маја Кекириткова е подготвена да ги раскаже сите премрежја и убавини кои ги поминала реализирајќи се како мајка. Добре дојдовте во најновата епизода на емисијата Мама Визија. Да, и навистина многу се радувам за денешната гостинка во Мама Визија. Прво, затоа што не сум ја видела многу одамна, а второ, затоа што верувам дека незината приказна за мајчинството ќе поттекне, ќе охрабри многу жени кои што поминале преку она наречено царски рез, но воедно и оние жени, оние идни мајки кои што се подготвуваат и им е кажано дека мораат да се породат со царски рез. Пред да преминеме на разговорот со мојата драга гостинка Маја Кекириткова, би сакала да ве замолам. Сите вие кои што гледајќи го овој разговор ќе имате порив да напишете некој лош коментар, некоја навреда, нешто негативно, да се воздржите од тоа. Доколку имате некоја издржана критика, коментар за емисијата кој што е издржан коментар, дури да е негативен, секако дека е добредолен, затоа што целта ни е да бидеме подобри и да ви се допаднеме. Но тоа да не биде навреда, да не биде нешто кое што не е допадливо за уши и за очи. Ви благодарам и сега ќе ја поздравам мојата драга гостинка Маја Кекириткова. Ви благодарам што прифативте да бидете дел од Мама Визија. Ти благодарам на поканата, навистина ми е чест и задоволство да бидам ваша гостинка. Да, меѓу првите гостинки се сетив на вас. Маја, не сме се виделе одамна, вообичаено сме се гледале за мода, овој пат за мајчинството. Вашата улога како мајка позната е за јавноста, вие се изреализиравте како мајка пред 7 години за прв пат. Она што остана забележано за вас е тоа што јавно проговоривте дека 2 пати поминувате и во двете бременности со преку царски рез и се породувате со царски рез и воедно предвремено ги раѓате вашите деца. Која е разликата помеѓу породување природно и царски рез? Што мислите? Која е разликата и чувството на една мајка кога ќе се соопшти дека мора да се породи со царски рез? Знаете како, јас не можам да говорам какво е чувството за мајки кои се породиле природно, бидејќи не сум имала можност тоа да го искусам. Навистина сакав и првото и второто дете да ги родам природно, мене тоа ми беше и замислата и целта, нели нормално, но тоа што замислуваме и тоа што целиме, некогаш работите се извртуваат и плановите се измешуваат и се мешаат. Така да мене, јас имав уредна бременост, цело време одев на јога за трудници, редовно посетував контроли, се беше во ред и со првата и со втората бременост. И пред да влезам во 34-та недела, се спремав да одам на јога за трудници. Сопругот беше пред новогодишно, бидејќи беше тоа 22 декември, пред новогодишно со другари излезем во кафана и влегов во тоалет и видов дека сум прокрварела. Тука веднаш му се јавив на мојот доктор Тофовски, јас можам да го кажам слободно дека е мој спасител, бидејќи да не беше тој, не знам ни дали Лазареве првично ќе беше роден како што живо дете, затоа што ми кажа дека целиот процес и целото породување навистина било тешко и пред се загрозува животот на детето, па потоа и животот на мајката.
Јас му кажав дека сум прекрварена, тој ми рече немој да паничиш, спремај се и дојди во болница. Ние тогаш живеевме во Капиштец во станот се уште и државна болница ми беше на 2 чекори од дома, се спремав, отидов, но крварењето беше навистина обилно. Ми направија ЦТГ, прегледи и ми рече дека за жал ќе мораме да го извадиме бебето, затоа што ситуацијата не е добра. Јас кажав, ма како докторе да го извадиме бебето? Значи, јас имам уште многу доста долго време додека да се роди бебето. И ми кажа, така е процедурата, значи, тоа е што е, му се јавив на сопругот, тој долета со брзина на светлината во болница. И јас отидов околу 6 попладне во болница, веќе во 8 часот и 10 минути Лазар беше роден. Го ставија веднаш во инкубатор. А кажете ми, кога ви го кажаа тоа, како се чувствувавте? Затоа што вие не сте очекувале, објаснувањето е зошто се случило крварењето, што се случило? Затоа што мене ми се одлепила плацентата и потоа правевме испитувања после пораѓајот. Не можеше да се докаже од што е одлепена. И кога се случи и втор пат со Ева, исто, едноставно мојата матка не издржува килажа на дете над 2 кила. Значи, двете деца се родени со килажа околу 1,9 кг. Дојде сопругот, нели, нормално, како се чувствував, не можам да ти кажам, бидејќи не се сеќавам. Искрено ти кажувам. Не се сеќавам јас како се чувствував во тој момент, само знаев дека сум во сигурни раце и дека се ќе биде добро. Јас знаев дека ќе биде добро, дека детето ќе се роди, детето ќе биде супер. Ме породија, ми го дадоа детето на 1 секунда и веднаш ми го земаа, го ставија во инкубатор. И тука, после пуштањето на анестезијата, после излегувањето од интензивна нега, јас сватив дека јас сум без дете. Сите мајки, значи имав една жена со мене во соба, каде што детето и го донесуваа, беше се во ред. Моето дете го немаше, неколку дена јас не можев да го па не, ме пуштаа во пределот каде што е на неонатологија, каде што е практично сите тие инкубатори на сите дечиња. Одев, но тоа не беше секојдневно, не беше често и мене ми фалеше дете, што е многу нормално. Да. После И го прости што ќе те прекинам, го гледате, го допирате или ви го даваат во раце? Значи, јас еднаш го допрев, ми го отворија инкубаторот и само му го допрев рачето и толку, нормално во стерилна средина. Сопругот беше позади стакленикот и всушност го виде во инкубаторот. Инаку не беше дозволено допирање, нормално затоа што не знаеме каква бактерија можеме да однесеме на тие кревки суштества кои што се само што родени. Мене на 27 декември ми е роден ден и на 27 декември ми кажа дека јас морам да излезам од болница 5 дена после пораѓајот со празни раце. Сите излегуваа со транспортери, со бебиња. Ние си отидовме дома без бебе. Можам да кажам дека тоа ми беше најлошиот роден ден. Доаѓа и Нова година. Да, Нова година дојде, значи славевме Нова година сами и отидовме во 12 часот кај инкубаторите да го видиме детето. Дојде и Божик и нели нормално тие сите празнични околности каде што ти практично си без дете. И сега морам да ја споменам Даница, советничка за доање, која што многу ми помогна во целата ситуација. Јас бев убедена дека морам да го дојам детето, дека детето мора да прима мајчино млеко, дека тоа дете е предвремено родено, потребно му е многу дополнителна нега за разлика од деца, нели, кои што се родени во термински деца. И одев во болница, јас, она ми кажуваше како да се измолзувам на 3 часа, колку да измолзувам, исто како практично како да цица детето од града на мајка. Целото тоа млеко стерилно го замрзнував, затоа што подоцна ми се најде многу. И одев и во државна болница да се измолзувам, каде што моето млеко му го дава барем еднаш дневно да прима мое млеко.
и тоа траеше така долг А период. сите знаеме колку е важно тоа мајчино млеко за бебињата, посебно за предвреме родените дечиња. Да, и кога го земавме Лазар, кога ми се јавија, дојдете... После колку време се случува тоа? Лазар беше околу 27 или 8 дена во инкубатор. После тоа ми се јавија и рекоа дека можете денес, така се јавуваат, можете денес да дојдете да си го земете детето. Не ти наговестуваат ден, два, пет предходно, него они ги следат секојдневно децата и одлучуваат наутро кога доаѓа нели и визита и патронажна сестра и доктор. Практично одлучуваат дали тоа дете е спремно да се оди дома или не. Ми се јавија, отидовме да го земеме детето, го земавме детето, го ставивме да спие, дете спие 1, 2, 3, 5, 7 часа, јас не можам да го разбудам. И се јавам на Даница, викам, Даница, моево дете, не знам ни дали дише, огледалце му стававме да видиме дали дише. И она вика, мораш да го разбудиш, бидејќи он е мал и кревок, мора да му дадеш да храна. И јас го будев, значи со кубење овде, ми советуваше како да го разбудиме, кога ќе заспие на града, како повторно да го разбудиш, како постојано на 3 часа треба да се буди детето за да прима мајчино млеко. И нормално го будев и детето напредуваше, и детето супер напредна и после одреден период напредна и во килажа и ги стигна и врсниците. Така да јас пак ќе кажам, во тие моменти Господ дава некоја сила и мајката знае што треба да прави. Не се учи тоа. Тоа во тие моменти само од себе доаѓа. Инстинкт мајчински. Токму така. Тој мајчински инстинкт, значи не може да се осети додека не се земе детето во рака. Да, ќе дозволите да забележам дека очигледно сте биле многу силна мајка. Секоја мајка е силна на свој начин, но соочувајќи се со некаков предизвик како мајка, можам да забележам еве овој убавец кој што е сега еден убав дечко, сте го пораснале со многу труд, многу љубов и многу труд, затоа што треба да се вложи кога има некаква неспецифична ситуација. Ќе го раскажеме и моментот кога доаѓа Ева на свет, односно како останувате втор пат бремена. Него го споменавме и моментот на која возраст бевте бремена првиот пат, на која возраст вториот пат и може ли да ни раскажете за бременоста со Ева? Значи, првиот пат Лазар го родив на 31 и после 5 дена наполнив 32. А Ева ја родив после 2 години, практично на 34, бидејќи Лазар е роден на 22 декември, а Ева е родена на 14 јануари. Случајно останав бремена по втор пат. Навистина јас не сакав дете второ толку брзо, бидејќи не бев спремна. После сето тоа што го поминав, навистина не знаев ни дали воопшто сакам да имам второ дете. Знаев дека сакам, ние со сопругот многу сакаме многу детно семејство, но останав случајно втор пат, бидејќи имав запушување на десниот јајцевод. И мене доктор Тофовски ми рече, не е ништо страшно, пред да нека поминат 2 години од раѓањето на првото дете, ќе направиме лапароскопски, ќе го исчистиме десниот јајцевод и потоа, значи, ќе можеш слободно да останеш бремена по втор пат. Сега е многу мала шансата да останеш бремена. И јас, водејќи се на таа карта, дека е многу мала шансата да останам бремена, така се случи тоа што се случи, значи, со Ева. И како дознавате? Сега правите тест, доцни циклусот, предпоставувам. Какво е тоа чувство? Дали има чувство и на страв тука измешано со оглед на тоа што не сте сакале на некој начин? Значи, јас бев во ателје и ми доцнеше циклус, јас знаев дека сум бремена, бидејќи мене никогаш не ми доцнал циклус. Купив тест, направив тест и тестот беше позитивен. Не му се јавив на Александар, му се јавив на докторот. И му се јавив и со малце повишен тон, но ние малце пријателски сме настроени, па нормално е тоа така, нели? Луто така да се однесуваме, бидејќи се знаевме, нели, и од претходно, и како ме следеше и после тоа, и втората бременост. И јас му кажав, па докторе, јас нели не можев да останам бремена. Мене тестот ми е позитивен. И он само ми кажа, честитки Маја, ова е Божјо дете. Ма какво Божјо дете? Викам, јас не сакам во моментов да останам да имам второ дете. И он ми кажа, немој да зборуваш така, не е убаво, има луѓе што не можат да останат да имаат деца.
Му се јави потоа нели на сопругот, он беше среќен, но јас бев неколку месеци во бунило, искрена можам да бидам дека јас не го сакав тоа дете, дека јас не бев спремна да го родам тоа дете. Нормално подоцна се развие чувства и емоции како и кај секоја мајка или трудница. И за разлика од Лазар, мислам исто уредна бременост, но правевме многу повеќе испитувања за разлика од првата бременост, бидејќи имавме нели проблематично породување. Мислам дека димери правевме на 2 недели, јас бев многу редовна во тие испитувања, секогаш беше се уредно. И исто во иста недела, исто се случи, Александар беше на Стара Нова година излезен. Јас со Лазар бевме сами дома, го заспав детето и леже во спална и не можев да заспиам, што тоа мене никош не ми се случило, имав некое чудно чувство и само се вика во себе, само да не е тоа што мислам дека е. Во 5 часот наутро станав да отидам во тоалет и исто прокрварена, го разбуди веднаш Александар, овој пат во паника, затоа што знае што ќе се случи, дека ќе поминам повторно низ истото. Му се јавив на докторот и ми рече дојди веднаш, дежурен сум. Го разбудивме Лазар, го однесовме во градинка, отидовме ние во болница и ми рече Маја, значи ќе те ставиме на интензивна нега, ќе видиме да го следиме детето. За разлика од Лазар, со Ева ми стави инекција за зреење на бели дробови на плод, но мораше во 12 часот да ме породат итен царски, бидејќи не беше добра ситуацијата. И ми рекоа, мајка, мора да те породиме. Јас сама овде веќе панично реагирав за разлика од првиот пат. Првиот пат бевте посмирена? Да, првиот пат бев многу смирена, бидејќи не знаев што ме очекува и бев како во сигурни раце, но сега знаев што сум поминала и дека повторно морам да поминам низ истото што сум го поминала и почнав овде да вриштам практично. Јас не сакам да го родам детето не ми е спремно за родење, за живот, нели нормално. И они ми рекоа, мајка, смири се, мора да те породиме, знаеш дека не е сјајна ситуацијата, може да го ставиме во прашање животот на детето. Да го беше прашањето, кој е ризикот во таква ситуација? Голем ризик, затоа што со одлепување на плацентата практично се меша плодовата вода со крв и доаѓа до затрување на плодот, бидејќи конзумира и крв и плодова вода. Ме породија и Ева ја ставија на обсервација, не беше во инкубатор за разлика од Лазар, иста килажа, иста гестатиска недела, се исто, но ми кажаа дека девојчињата малце по-напредни и по-пргави биле од момчињата. Не знам колку е вистина тоа, може да ме утешат во тој момент. Ја ставија на обсервација, одев, ја гледав, значи седев во таа соба каде што беа децата на обсервација, ја доев. 8 дена беше на обсервација и 8 дена и јас бев во болница со неја, потоа излеговме дома, нормално продолживме со доење и продолживме со тековните обврски кои што се, за разлика од Лазар кој што беше дете по книга, можам да кажам. И каде ќе го оставиш, тамо ќе го најдеш, стануваше на 3 часа со кенкање само за цицање. Ева беше... И се уште се така? Тоа е помирен или? Па не, сега е измешана. Сега се секој со свој карактер оформен. Ева беше многу плачливо дете, значи јас бев постојано будна, искрено во еден момент кога ќе ти се измешат хормоните, ново дете дома, друго дете кое што сака мајка, а е 2 години, ти доаѓа да полудиш во тој момент и викав на Александар, земја, затоа што на вистина не можам, ќе ја фрлам низ тераса. Не дека ќе ја фрлам низ тераса, условно речено, но условно речено, до толку многу она вриштеше 24/7. Да. Практично некако јас научена дека дете многу лесно се одгајува, дека тоа е многу лесна процедура. Мене кога ќе ми збореа мајките, леле многу плаче. Како плаче моево дете, нит плаче, нит ништо, кај ќе го ставиш тамо, ќе го најдеш постојано, го шетав секаде со нас. За разлика од неа, еве ми се случи тоа што ми го зборуваа мајките, дури повеќе од тоа што ми зборуваа, значи она надокнади и за првиот случај. И обично така викаат дека ако едното е мирно, другото нема да биде толку мирно или обратно. Уште малце за овој дел од вашиот живот, како психички ги поминавте сите овие работи? Зборувате дека првиот пат сте биле смирени,
Каков беше вашиот сопруг Александар во целата оваа ситуација? Веќе ги направиме паралелно двата моменти на моментите кога дознавате дека треба да се породите. Како психички ги поминувате сите тие работи и каков е тој како сопруг во целата таа ситуација, како поддршка? Јас можам да кажам дека да не беше он и да не беше неговата поддршка, јас искрено ќе завршев каде што не треба да завршам, бидејќи во тие тешки моменти поддршката е најбитна. Ние сме сами, јас сум штипјанка, моите се во Штип, неговите родители се починати и ние практично сами ги одгледувавме децата и уште сами ги одгледуваме. Во многу ситуации е тешко, затоа што ни на 5 минути немаш каде да го оставиш детето. Детето со тебе го носиш во тоалет, секаде. Значи се бањам, сум се бањала и сум го ставала на хранилка детето, затоа што нема кој сопругот на работа. Но па од друга страна, можеби е подобро затоа што сами родителите ги воспитуваат децата како што они мислат дека е правилно. Нема тука баби и дедовци да се мешаат од околина. Не викам дека едното е правилно или другото е правилно. Значи, можеби јас мислам дека да, тешко ми и до ден денес немаме каде да ги оставиме, ние не можеме практично сами да излеземе на некој настан заедно или на некоја вечера, морам да организирам мајка ми да дојде од Штип да ги чува или да ги пратам во Штип. То трае неколку недели однапред. Не е туку така од сега ајки излеземе вечер. Кај нас тоа никогаш не се случило ние да излеземе сега да се договориме за вечер. Нема ни да се случи во наредните неколку години. Премногу комплицирано, да. А како ете вашите родители, вашите блиски, вашите пријателки, другарки реагираа на овие ваши моменти од животот, затоа што претпоставувам дека сте ги споделувале со некого, не било тоа само интимен момент или можеби не? Јас цело време споделував и на социјални мрежи и со сите блиски и затоа што мислам дека оваа приказка треба да се зборува и многу повеќе треба да се говори на оваа тема, затоа што навистина е почеста во денешницата. И колку повеќе мајките се едуцирани на оваа тема, мислам дека многу полесно ќе го прифатат процесот, дека не се сами. Дури има и една група на Facebook, мајки на предвремено родени деца, каде што секој споделува искуство, навистина е голема таа група со членови. И сваќам дека не сум сама во самата ситуација, дека има некој што споделуваме истата тага, истата приказна, си даваме поддршка, си даваме совети и сето тоа. Јас се сеќавам, морав да тргнам на работа во Приштина, Лазар е роден во декември, веќе во февруари почнуваа предавањата, јас морав да тргнам во Приштина, мајка ми доаѓаше, го чуваше, млекото што го измолзував, она му го даваше, значи имаше бенефит од тоа замрзнато измолзено млеко, она му го даваше, додека тие неколку часа јас бев отсутна од дома. Потоа го носевме со нас, значи Александар, јас и Лазар, во Приштина сите тројца. Јас на пауза ќе излезам да го надојам, повторно се враќам на предавање, значи така функциониравме и ние тоа го свативме како една нормална појава и дека треба да растеме, треба да заедно сите тројца треба да созреваме и нормално треба да работиме затоа што ни требаат финанси за екзистенција. И тоа е тоа. Мора да се работи, да се потребни се и пари во целата ситуација. Да. Кога посебно немаш од каде или некој да ви помогне, во една прилика, во едно интервју велите дека не направивме мекици ни за едното ни за другото дете од страф. Па сопругот не сакаше да направи. Јас практично или бев во болница и едниот и другиот случај, не сакаше он да направи мекици, не знае, он цело време викаше не знам ја што ќе се случи. Јас бев многу похрабра од него. Јас знаев дека се ќе биде супер, дека но јас бев и таму присутна. Он од позадински не знае што се случува, никогаш не сака да ме праша за да ако има нешто лошо па да не ме повреди, да не знае како ќе го сватам сето тоа. Пазливост, да. Да, и он одлучи дека нема да прави мекици, ни со едното, ни со другото дете, така да не направивме мекици. Не е ништо страшно. Тоа правите сега преубави родендени, тоа можам да го забележам од социјалните мрежи. Споделивте на социјалните мрежи пред некое време фотографија која што предизвика лавина од реакции, ќе се изразам така, на вистина привлече многу внимание, покажувајќи ги улузните од царскиот рез од двете деца. И на тој начин сакавте да ја дадете таа поддршка за секоја една мајка која што се соочува со нешто вакво.
Токму така, јас само сакав да ја раскажам мојата приказна, всушност, нели, под таа објава ја раскажав луѓето да можат да прочитат, да се пронајдат, да помогнам на некој, но порталите ја превземаа фотографијата и помпезен наслов Кикириткова се соблече гола. И тука луѓето кај нас не кликаат и не читаат содржина, за жал, туку читаат наслов и овде беше лавина од негативни коментари, кој влегол, прочитал, па само она ли е да се породи царски, па што ние што сме се породиле, па природно, па такви некои коментари. И тогаш Ева беше бебе, практично. Јас многу лошо ги доживеав тие коментари, искрено да ти кажам, затоа што се уште ми врие хормони од поспородилно, токму така. Не можев да се соочам со сето тоа, но веќе, народно кажано, од едното ќе влезе, од другото ќе излезе. Не ме допираат воопшто никакви коментари, кој што сака нека пишува, јас знам која сум и што сум, секој за себе знае кој и што е. На крајот од денот, секој што сака може да напише. Јас велам дека дали луѓето се неизреализирани, што или имаат вишок време да седат на социјалните мрежи да пишуваат негативни коментари, зошто не напишат нешто позитивно, за да поткренат позитива во целата ситуација? Да. Зошто ние сме таков народ што првично ги пишуваме негативните работи, а позитивните никогаш јавно не ги изустуваме. Дури и во најдоброто нешто ќе успеат да си измислат лоша приказна, но затоа пак постојат мајки кои што се ваши фанови, следбеници, кои што верувам дека ви пишуваат, мајки кои што се породиле со царски рез, мајки кои што имаат предвремено родени дечиња, и верувам дека често ви поставуваат прашања, бараат некакви совети од вас. Токму така, значи секојдневно, порано и почесто, затоа што нели децата уште беа и помали, и сега има, не дека нема, ќе споделат и јас сум мајка на предвремено родено дете, се сеќаваш ли во болница, некој ќе ми пише заедно бевме таму, значи јас во тоа бунило на никој не се сеќавам реално. Споделуваме искуство, значи буквално како една фамилија, јас така можам да кажам. Така, да, една интересна специфична фамилија која што природно се создала со тоа што и за среќа пак постојат тие социјални мрежи и целта им е тоа, луѓето да се вмрежуваат и да си помагаат меѓусебно, а не да си кудат. Си рековте ли некогаш во животот зошто баш јас да имам две, едно по друго, предвремено родени деца? Си го помислувавте ли некогаш тоа? Си го помислив тоа, но јас сум човек кој што вели така требало да биде. Децата ми се живи и здрави, можеби тоа е од Господ дадено така. Не знам зошто е тоа добро. Тоа лошо направено за нешто добро. Јас така гледам на работите. Во секое лошо наоѓам нешто добро и мислам дека во животот се случува со причина, ништо не е без причина. И едноставно гледам на работите позитивно, секогаш велам, гледајте позитивно на работите, размислувајте позитивно за да ви се случуваат позитивни работи. Доколку негативно се размислува, доколку рефлектирате негативна енергија, нормално е да привлекувате негативна енергија. Јас верувам во енергија, верувам и во карма и верувам дека се случува со причина. Лазар е веќе голем, предпоставувам ве следи вака на социјалните мрежи, второ деление чита, па не следи затоа што не даваме телефони. Јас сум мајка која што не дава телефони. На телевизија можеби некогаш на телевизија, да. Како реагираате? Добро, Ева е доволно возрастна за да процени дека мама ја има на екраните, како реагираат на вашите јавни појавувања? Они веќе се соочени со тоа дека мама има јавна професија и дека и работа ми на социјални мрежи. Понекогаш Лазар знае да кажа: немој да ме сликаш, не сакам да ме ставаш по социјални мрежи. Јас го почитувам тоа негово право, бидејќи он е дете од 7 години и знае што сака. Јас не сакам да се доведам во ситуација подосна да ми каже: јас ти кажував, ти зошто си ме ставала. Значи, ако не сака, не сака, нема форсирање, нема ништо, бидејќи на крајот од денот семејството е најбитно од се.
реагираат, да, ме гледаат и понекогаш срамежливо, некогаш и не коментираат на темата, ќе гледаат, ама не коментираат на темата, како воопшто да не се случило сето тоа. Не знам, го игнорираат. Да, не знам дали тоа го прават од затоа што се срамат, затоа што ме гледаат позади екран, или затоа што се уште мали па не знаат да го исперцепираат сето тоа. Да, можеби не го перцепираат. Во секој случај имате преубави фотографии, вие сте и човек од модата и секогаш би се воодушевувам на стилските фотографии кои што ги правите, филмски фотографии, посебно за оние родендени. Колку ангажман е потребно за да се направи таква стилизирана фотографија, осмислени облеки, компатибилност во целата приказна која што ја правите од семејната фотографија? Па не многу, јас сум задоена со уметност и со мода и сум растена со музика, татко ми е музичар и со цело време со уметност, еве сум моден дизајнер, значи студирав дизајн, магистрирав на истата тема, така да некако тоа доаѓа одвнатре. Тоа не е нешто што да, или го имаш, ја што викам, или го немаш, се надоградуваш со тек на години, се учи, затоа што човек учи додека е жив, никој не е роден сезнајко, но мораш да имаш внатре сенс за да го направиш сето тоа. За среќа и сопругот го сака тоа и во уредување на домот и заеднички, значи сето тоа го смислуваме. Воднаш на фотографиите порано се замарав искрено, додека беа 2 до 3 години. Потоа, значи, они си сакаат нивни теми, што сакаат нека имаат за роденден, се прави најнормален роденден во игротека и порано беа родендените најнормални во игротека, со тоа што првите родендени само ги направивме. Ева ни немаше прв роденден, бидејќи Ева дете родена во корона, се роди во јануари, корона фати во март 2020, следната година не правевме роденден бидејќи уште траеше короната, така да Ева ни роденден не сме прославиле. Прв ништо, значи така, ја што викам второ дете како али добро, да е живо и здраво. Е така, второто дете да е живо и здраво, се нашалиме малце. Така да можеби повеќе обрнува внимание сега, не е, значи они што сакаат, како сакаат, се вложуваме доколку сакаат, еве некоја специфична маска за маскемал да направиме, да изработиме рачно, да, правиме со сопругот заедно, но тоа е затоа што сакаме детето да е среќно, да доколку нели нормално имаме и време и можност да го направиме сето тоа, не по секоја цена. Какви деца се Лазар и Ева? Како би ги опишале? Ева е своја глава, значи што ќе науми тоа прави. Од секогаш била таква и до ден денес е таква. Ти кажуваш едно, она си тера по нејзино, она како да не те перцепира. Мене тоа ужасно ме нервира сега, но потоа, во подоснежниот живот, знам дека многу повеќе ќе биде од корист, затоа што ќе си го тера својот пат што го има замислено. Лазар е премногу емотивно дете. И знае често, пример, еве седиме на ручек и мајка ми кажува, си вика седиме на ручек и не знам што јаделе, бабо ти не јадеше, јас сакам да го земам, ама еве бабо за тебе, затоа што уште едно е. Не знам, некој зеленчок, појма немам што било. И он е премногу емотивен за разлика од Ева, тоа воопшто него ни перцепира како, значи две деца исто растени, исти родители, сосем различни, нормално не се растени под исти околности. Јас ќе кажам дека и тоа има многу влијание. Значи, Лазар е растен сам до 2 години, Ева е растена во комбинација со постар брат и учи од него и многу побрзо созрева затоа што има од кој да учи некој што е токму така поголем од неа. Кажете ми, работите во Приштина, веќе 9 години како што споменавме, уште малце и јубилеј, како рековме, мини јубилеј ќе славите таму. Претпоставувам тоа не е многу далеку, но на кој начин е организирањето, работењето надвор, сепак е тоа странство со мали деца, дали тоа добро го организирате, дали ви представува некаков терет? Јас кога започнав да работам во Приштина, првично одев со автобус на работа. И тоа беше една голгота, која што јас морав да излезам од 6:30 наутро од дома, да отидам до автобуска, да фатам автобус, па да се симнам на автобуска таму, па од таму од таа автобуска да фатам такси, да отидам до универзитетот, одржувам предавање и истата таа рута
назад и јас се враќав практично во 19:30 навечер дома, практично цел ден. Да. Потоа почнав да одам со автомобил, првично ме носеше сопругот, затоа што ми беше не страв, малце ми беше шубе да возам сама жена во странска држава. И неколку месеци ме носеше он, ме чекаше и се враќавме заедно. Сега веќе последните 5 години 6 возам сама. Преку обиколница, јас сум практично до самиот универзитет за саат време, со граница со се. Одржувам предавања, саат и пол ми се предавањата, се враќам назад и излегувам са бајле, оставам деца, школа, градинка, одам на работа, се враќам јас веќе во 1:30, во 13:30, 14 часот сум во Скопје. И двете деца ви беа инспирација за вашата работа. Со раѓањето на Лазар се создаде вашиот нов бренд Елеазар. Да, се ребрендираше така. Да. А со раѓањето на Ева создадовте една многу интересна линија на меки куклички во комбинација со облека за дечиња од природни материјали. Колку вашите деца, очигледно овие две нешта во вашата работа се инспирација, но може ли да ни раскажете колку вие ја чувствувавте таа инспирација за нив, од нив? И дали се уште ја чувствувате? Ве промени ли мајчинството во работата? Многу ме промени, затоа што во еден сегмент постојано си во трка со времето и не знаеш денот како ќе почне и како ќе заврши. Од друга гледна точка ти даваат волја за живот децата и повеќе ствараш за да нели нормално да им овозможиш буквално се во животот. Лазар ме инспирираше да го ребрендирам брендот Елеазар, бидејќи Елеазар е еврејско име, а Лазар е извадок од Елеазар. И брендот се ребрендираше Елеазар во Маја Кикириткова. Со раѓањето на Ева, како што напоменав, беше корона, навистина немаше што да се прави, беше многу досадно дома. Среќа што живееме во куќа, па во дворче бевме постојано и некако не осетивме короната толку како што луѓе што живеат во станови, токму така. И знаев дека нешто треба да направам, нешто ново, нешто поразлично и дојдов на идеја дека можам да направам меки кукли облечени во исто дизајнерско парче облека како и дечињата. Тогаш родендени за дечиња не се организира, но мајките сакаат да си ги сликаат децата дома, да меморираат некои спомени. И го погодив и времето всушност со новиот продукт и навистина многу добро одеше тие 3-4 години. Потоа искрено прекинав, бидејќи навистина ми создаваше, бидејќи секое парче посебно се шиеше по мерки за дете, кукличката рачно изработена и навистина премногу време и енергија ми одземаше, а дополнително ми се направија и други работни обврски токму така и морав да дадам приоритет на нешто. Како ги добија имињата Лазар и Ева? Лазар, со Александар гледавме пинкови звездички. Имаше едно детенце Лазар, уште ја не бев ни бремена, не ни планиравме дека ќе имаме дете. Имаше едно детенце Лазар, толку беше многу убаво и толку убаво пееше и некако кога кажа Лазар и он излезе, јас викам, леле, колку убаво име, викам, ако имаме син, некогаш ќе се вика Лазар. И сопругот исто така му се допадна идејата и прифати, така се всушност Лазар го доби името. А Ева имаше опција на неколку имиња, јас сакав Ева да се вика Кира и имаше првично 5 имиња, Евгенија, Ева, Кира, Бисера и уште едно име, не знам кое. Сите имиња од православно календарче извлечени, токму така да. И на крај останаа во опција Кира и Ева. Јас бев во болница, уште не знаев, Ева родена, уште не знаевме детето како ќе се вика. Лазар беше кај моите во Штип и кажав на мајка ми, напиши 2 ливчиња, Кира и Ева, Лазар нека извлече кое име ќе биде тоа. И да, и Лазар го извлече ливчето, мајка ми снимаше видео, ми го прати и така всушност Ева го доби името.
и цело време ја зезаме, ти требаше Кира да си викаш, не Кира, јас сум Ева. И сега си купивме папагал, женски и го крстивме Кира. Тоа обично така да, се животински. И сопругот ме зеза, еве ти си исполни желбата, во фамилија имаме и Кира. Има и Кира, така. Да. Убаво што ја споменавте мајка ви. Вашата мајка не е позната за јавноста, но еве да ја направиме позната како се вика и колку вие од неа сте учеле за мајчинството, се препознавате ли како мајка сега во незините стапки како мајка? Мајка ми, мама Весна, Поздрав. да. Мајка ми е прав уметник, многу сакала да студира архитектура, но дедо ми во тоа време викал ти керко ќе одиш на економски, сите студираат економски, ти економски, жена во канцеларија, каде ќе одиш по град, архитектура во тоа време, тоа било нова гранка. И мајка ми вика јас се припремав за приемен математика, нацртна геометрија, ќе одам на архитектура. И во автобус се качевме од Штип, ќе одиме во Скопје и сите што ги прашав, сите ќе одат економски, ќе се запишуваат. И мајка ми викала, дали знаете каде е факултетот за архитектура? И сите, не, вика, јас од тука во автобус прашав, не излегов во Скопје некој за да прашам. Викала, ајде, јас ќе одам на приемен на економски, прва на списокот. Била, се запишала економски, завршила економски, но уметноста се уште е во крв. Така да од неа имам наследено многу. Јас се сеќавам, ќе се вратам од школа и викам, мамо, за вечер сакам да ми го сошиеш тоа и тоа, треба да искачам во град да одам. И да, и она ќе седне позади машина, тоа исто само ук, не дека нешто она знае професионално да шие, ќе ми сошие за излегувањето за вечер, било што ја што сум замислила, само да биде различно, само да биде некој што го нема тоа. Како мала правев дизајни од кесиња од прашок за перење. Да, ова го имам негде видено. Да, ги облекував штиклите на мајка ми, венчаницата ја скратив, еден друг фустан. Значи само да не биде како што е во првична состојба. Така да од мала на барбиките правев исто облеки. Значи, имате наследено генетски можеби тој уметничкиот дел, а во однос на воспитувањето на мајчинството, дали се препознавате нешто слично со неизе од тоа што таа? Па исто и мајка ми е принципиелна како мене, значи тоест јас сум принципиелна како неа. Јас кога ќе наумам нешто дека така треба да биде, дека играчки не треба да има во соба, дека треба после играње да се вратат во нивна соба, да се наместат кревети. Мислам дека тие некои навики се учат уште од мали нозе и граници на детето мора да се постават. Затоа што не може детето да го контролира родителот. Родителот е тој кој што го едуцира и го контролира детето. Точно. И ние ги усмеруваме децата каде треба да се движат. Вашата мајка живее во Штип, одите често во Штип? Одиме, да, доаѓа и она, еве минатата недела беше овде. Одиме, да, викендашки, ќе отидеме, децата таму, внук ми си играат, значи исто и они во куќа, двор голем, така да супер, јас што викам, сега имаш 4 внуци, уживајте во пензионирањето, Би сакала да, бидејќи овој разговор се снима на денот кога се случува првиот протест на родителите кои што ги загубија своите деца во Кочани, во страутниот пожар во дискотеката Пулс, меѓу кои што имаше и родители од Штип. Би сакала да ве прашам, знаевте ли некој од овие семејства и еве една утеха од мајка за мајка и покрај тоа што за овие мајки не постои утеха? Штип и Кочани е многу блиску. Имаше 5 загинати од Штип, сите ги познавав, на кои родители, кои лично, кои сопруги, така да навистина се уште се осеќа таа лоша енергија, можам да ја кажам, кога ќе поминете низ градот. Се уште на плоштадот стојат нивните фотографии, свеќи се палат, се уште се палат. Не е воопшто убаво, нема утеха за ниедна мајка. Само јас ќе кажам дека треба да се борат за нивните права и тоа што го имаат зацртано треба да го истерат до крај. Јас од самиот почеток исподелував и поддржував и сите помагавме и финансиски колку можеме и со информации и секој треба да помага затоа што нема утеха за тие родители. Јас мислам дека нивниот живот тука згасна како што згасна и животите на нивните деца. Поради тоа и настанот Штип Fashion Days ние го одложивме, бидејќи јас сум во дел од организацијата.
Одлучивме дека оваа сезона нема да се одржи настанот, здравје Боже, во септември се ако биде како што треба. Не може нешто да се организира, едноставно се нема сила и енергија за да биде како што треба. Мислам дека секој еден настан кој што се организира и кој што ќе се организира периодов треба да биде од хуманитарен карактер и секој да помогне колку што може. Пак ќе повторам, нема утеха, не се знаат ни последиците на децата кои што се во болница, што ќе биде со тие деца, што ќе биде кога ќе се погледнат во огледало со тие изгореници. Како родител, како мајка, со оглед на тоа што живееме во едно труло општество, ќе си земам за право и ќе си дозволам да го кажам тоа со оглед на оваа трагедија што не се случи. Како се чувствувате по оваа трагедија за вашите деца? Чувствувате ли поголема грижа кон нив? Јас сум човек кој што допред 45 дена зборував дека никогаш нема да се иселам од оваа држава и дека мене ми е многу убаво овде за живот и дека сакам да живеам тука и имам лагоден живот. Денот кога се случи несреќата во Кочани, мене ми пролетаа милиарда мисли низ глава и прв пат во мојот живот ми пролета мисла дека јас сакам да се иселам од државата. Толку само имам да кажам. Сите даваме максимално, но тие што треба не даваат. И уште само за крај, да се обидеме да ја завршиме со една убава енергија, со убава мисла оваа мама визија, вашата визија за Лазар и за Ева. Дали имаат некакви афинитети, покажуваат ли веќе некакви уметнички афинитети или можеби нешто друго? Ева, се извинувам, Ева премногу убаво пее и црта и оди на латино танци и веќе еве и освојува златни медали, можам да кажам. Благодарам. Премногу уметнички настроена. Значи се гледа дека ќе биде уметник. Лазар не е насочен кон уметноста, но си има негови визии. Уште од сега он кажува дека ќе студирал во Јапонија, затоа што Јапонија била најдобра земја, ја не знам од каде му се тие информации, дека ќе измисли временска машина, дека ќе направи инекција за подмладување, и дека Роналдо ќе дојде да му ја даде инекцијата. Значи не знам, такви некои визии на дете 7 годишно, мене ми е смешно, но јас викам, можеби зошто да не, од каде знаеме кај не води светот и што можеме да очекуваме од децава. Интересен е детскиот свет. Маја, огромно задоволство ми беше што беше дел од Мама Визија. Благодарам за сите емоции кои што ги распосла овде и посакувам сите желби да станат стварност во вашата семејство. Ти благодарам уште еднаш за поканата, на вистина ми е чест и задоволство што бев твоја гостенка. Почитувани, а вам ви благодариме што погледнавте уште една емисија на Мама Визија.